Почитувани граѓани, почитувани медиуми. На почетокот сакам да изразам јавна пафалница и благодарност до сите доктори, медицински сестри, лаборанти, возачи и друг медицински и немедицински персонал од инфективната клиника и другите инфективни оделенија, брзата помош, матичните лекари и сите служби кои што беа во првите борбени редови во одбрана од коронавирусот и заштита на личното и колективното здравје во државата, како и благодарност до Министерството за здравство, Кризниот штаб и Институтот за јавно здравје за начинот на кој што ја координира работата на целиот здравствен систем. Значи, македонското здравство реагираше навремено и соодветно и добро се справи со пандемијата со коронавирусот. Состојбата со пандемијата на коронавирусот е под контрола. Бројот на активни случаи е стабилен. Зголемениот број на ново диагностицирани изминатите денови е резултат на олабавувањето на рестриктивните мерки и поголемото движење на граѓаните. Тоа е очекувано и здравството има капацитет да се справи со ова. Благодарение на навремените мерки, успешно го амортизиравме првиот удар на епидемијата. Ја стабилизиравме состојбата и во ниту еден случај не се оптовари капацитетот на здравствениот систем. Но вирусот е тука. Вирусот нема да исчезне, ќе биде присутен, се додека не се стекне имунитет или не се открие вакцина. Тоа значи дека сите ние мораме да се навикнеме на новата реалност. Да бидеме свесни дека се уште може да се заразиме, зашто е потребно максимално да ги почитуваме сите мерки на лична заштита. Да живееме со коронавирусот, но на начин на кој што ќе бидеме заштитени, а со тоа ќе го заштитиме здравјето и на оние околу нас. Да задржиме епидемијата под контрола и да го заштитиме здравјето е многу важно. При тоа, да одржуваме физичка дистанца од 1,5 до 2 метри и да не се групираме, да носиме заштитна опрема секогаш на затворено и секогаш на отворено кога не можеме да одржиме препорачаната дистанца, редовно да вршиме дезинфекција и да ги миеме рацете со сапун. Здравствените работници кои се во првата борбена линија со коронавирусот, деноноќно се грижат за здравјето на граѓаните и ги лекуваат заболените. Секој од нас треба да помогне со почитување на мерките на заштита и секој од нас е еднакво важен во битката со коронавирусот. Во оваа прилика, од името на здравствените работници, во каде што припаѓам, сакам да им се заблагодарам на сите граѓани кои доследно ги почитуваат мерките за заштита и ги повикувам сите, без исклучок, да одржуваат дистанца, да носат заштитни маски и да одржуваат личната хигиена со редовно миење на раце. Со тоа ќе помогнеме и во подготовката на новиот пик на коронавирусот, кој спрема препораките на СЗО ќе биде се очекува после есента. Почитувани, го живееме новото нормално. За да се намалуваат ограничувањата, ние мораме да ја зголемиме внимателноста. Со почитување на мерките за заштита го чуваме личното здравје, здравјето на нашите деца, на нашите родители, на нашите баби и дедовци, на сите наши сограѓани. Ви благодарам.